Добар ден и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Обвинителството работи со српските колеги во истрагата за нелегалната марихуана. Власта и опозицијата во клинч, едните со обвинувања за одгледувањето, другите за наводниот шверц. Доживотен затвор за штипјанецот кој во алкохолизирана состојба си уби сопствената мајка. Една недела Сейф Сити, изречени 5000 казни, најголем дел за брзо возење. 22.000 возачи биле спасени од дозволеното пречекорување. Претениците утре ќе дојдат на работа пеш. ССМ почнува со блокади со барање за минималец од 600 евра и пониски функционерски плати за 80%. Уживо во овие вести за истрагата за нелегалната марихуана. Останете со нас, почнуваме. Заплената на 40 тони марихуана се уште во голем дел е предмет на шпекулации и меѓусебни обвинувања меѓу партиите. Обвинителството првпат се огласи по една недела од обелоденувањето на случајот, но не откри многу за истрагата за која велат дека се координира и со властите во Србија. Александар Спасовски известува. Александар, појасни ли обвинителството на што точно се темели случајот? Освен марихуаната која очигледно е виновна што била незаконска, ќе одговара ли некој за нејзино производство и за евентуален шверц? Премногу прашања чии што одговори се уште и ние ги очекуваме, имајќи предвид дека обвинителството денес ќе испрати едно официјално соопштение, но во него практично и да немаше информации кои што ние и од претходно не ги знаевме. Она што го знаевме и од претходно беше потврдено дека околу 40 тони марихуана е извадена од оние две плантажи кои што имаат лиценци за легално производство на марихуана, па од тука не може да се каже дали таа била законски или незаконски произведена. Веројатно тоа се детали кои што ќе треба да излезат во текот на истрагата, а веројатно тука ќе помогне и она најава на премиерот дека владата на утрешната седница ќе донесе одлука со која практично ќе влезе во сите легални плантажи, сите оние нешто помалку од 50 лиценцирани плантажи за одгледување на медицински канабис, па веројатно и тука ќе добиеме малку повеќе информации за тоа колку од она што се одгледува како медицински канабис во Македонија се одгледува на легален начин. Треба да се спомене дека во отсуство на официјални информации кои што ги очекуваме од обвинителството, ги имаме оние детали кои што вчера на пресконференција ги соопшти премиерот Мицкоски. Тој кажа дека еден поранешен министер го изменил правилникот за начинот на кој што се одгледува марихуаната и тука според него постои простор да се сомневаме дека можеби тој изменет за да се овозможи да се одгледува марихуана на начини на кои што потоа од неа нема да може да се произведе она масло кое што е единствениот легален производ кој што би можел да се произведе од тој медицински канабис. Како што објасни Мицкоски, со измената на тој правилник практично се овозможило да се одгледува канабис на отворено во услови кои што не се строго контролирани, иако се знаело дека потоа тој канабис откако ќе се одгледа нема да може од него да се прави масло, што го става под знак прашање и зошто се одгледувал воопшто тој канабис. Мицкоски рече дека дел од плантажите во оној дел кој што го декларирале како отпад, имајќи предвид дека од канабисот се користат само цветовите, а сите оние држки листови се класифицираат како отпад. Мицкоски рече дека во делот отпадот, делот производителите криеле пресувани цветови кои веројатно на тој начин и излегувале од самите плантажи и потоа завршувале на други места. Се предпоставува дека завршувале на црниот пазар. Инаку обвинителството рече дека е во координација и со српското обвинителство кое предминатата недела заплени 5 тони марихуана. Поврзаноста со Македонија е во тоа што едно од приведените лица се јавува како собственик на плантажа за медицински канабис во Македонија и од тука се предпоставува дека дрогата можеби од Македонија влегла во Србија, иако до овој момент за тоа, барем до овој момент за тоа нема официјални докази. Во отсуство на официјални информации очекувани се оние меѓупартиски преписки. Партиите меѓу себе се обвинуваат за тоа кој е виновен за производството, кој е виновен за транспортот. Тие детали ги гледаме во продолжение.
Запленети 40 тони марихуана, постапката продолжува, се сослушуваат сведоци и се прибираат докази. Тоа се сите детали кои обвинителството за организиран криминал ги сподели по последната акција, која за неколку дена ги испразни магацините на две плантажи во Скопје и Струмица. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител од обвинителството за организиран криминал е во комуникација со обвинителството на Србија, со цел размена на информации од значење за постапката, што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната, се вели во соопштението на обвинителството. Во отсуство на официјални информации, партиите си ја префрлаат одговорноста. Бидејќи фактите укажуваат дека без подршка на структурите на власта, МВР, царина и други институции, ваква огромна шверцерска операција би била невозможна. Затоа е паниката во власта. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. Премиерот Мицкоски вчера откри дека еден поранешен министер спротивно на законот го изменил правилникот за начинот на одгледување на марихуаната. На тој начин, како што објасни Мицкоски, овозможил да се одгледува марихуана во неконтролирани услови кои се знаело дека не може да произведат производ од кој потоа би се произведувало масло. Марихуаната потоа се криела во отпадот и се изнесувала од плантажите. Најави дека утре владата ќе донесе одлука по која институциите ќе влезат во сите компании кои имаат лиценца за производство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Доживотна казна затвор му изрече основниот суд во Штип на штипскиот угостител Стојанче Зарков, познат како Грофот, за убиството на неговата 84 годишна мајка. Судот утврди дека убиството било извршено со нож во август оваа година, а обвинетиот сам се пријавил по неколку часа од убиството. Ова е трета доживотна казна изречена во Штипскиот суд од 2020 година наваму. Доживотна казна затвор за штипскиот поранешен угостител Стојанче Зарков, во јавноста познат како Грофот, за убиството на својата 84 годишна мајка Марија Заркова. Судот утврди дека Зарков го сторил кривичното дело убиство во раните утрински часови на 8 август, пошто самиот се јавил на бројот на итни повици по 2 часот. Според одите во постапката, убиството било извршено со нож кој обвинетиот и претходно го користел во случаи поврзани со семејно насилство. Обвинетиот Стојанче Зарков од Штип за стореното кривично дело убиство, член 123 став 2, точка 2, став 1 од КЗ, се осудува на доживотен казна затвор. Во изречената казна затвор светува и времето поминато во притвор, сметано од 8.8.25 година, кога му определена мерката притвор, се до трајањето на притворот, односно до правосилноста на пресудата и отпочнување со издржување на казната затвор. Зарков во минатото во повеќе наврати бил осудуван за кривични дела семејно насилство врз неговите родители. Во текот на судењето, обвинетиот во 2 наврати изјавил дека не се сеќава дека го сторил делото. Пресудата беше соопштена во отсуство на обвинетиот, кој во моментот се наоѓа во притвор во казнено-поправната установа Куманово. Од 2020 година до денес, ова е трета изречена казна доживотен затвор во основниот суд во Штип. За Сител, Трајан Ристовски. Словенечки лекари сведочаа дека кај онколошки пациенти во Македонија биле давани терапии без конзилијарно мислење, со нецелосна медицинска документација и спротивно на утврдените протоколи. Според нивното вештачење на 51 пациент, само еден имал целосна историја на лекувањето, а во повеќе случаи погрешна или задоцната хемотерапија довела до напредување на болеста. Давање лекови без конзилијарно мислење на комплетна историја за другите болести и хемотерапија која го кратела животниот век на пациентите. Ова се само дел од неправилностите кои ги откриле лекарите од Словенија, кои по барање на обвинителството анализираа како тројцата обвинети онколози ги лекувале своите пациенти. Маја Равник и Јасмина Јордан од Медицинскиот факултет во Марибор сведочеа денеска на судењето во кое обвинети се Нино Васев, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Словенечките лекари вештачеле болнички истории на 51 пациент од Македонија, но како што рекоа во судницата, за само еден постоела комплетна документација за текот на лекувањето. Генерално медицинската документација за пациентите беше нецелосна. Во голем број случаи наведено е дека пациентот добивал лек, но без да е забележано дали е направена анамнеза, клинички преглед или конзилијарно мислење.
И во судницата се анализираа историите на болеста за секој од пациентите. Според словенечката докторка, онколошките болни добивале погрешна или задоцнета терапија. Целокупното лекување со имунотерапија и хемотерапија без индикација докажано водело кон напредување на болеста, што е констатирано со документацијата. За одбраната на водите на докторката од Словенија биле теоретски. Комбинацијата и менување на терапијата, обвинетите онколози често ја правеле и заради недостиг лекови на позитивната листа. Кој може да предвиди уште колку време пациентот ќе живее за да каже, како што каже вештакот, не смее више да му се дава терапијата, он е готов. Ви слушнавте и самите. Тоа е толку ригиден став, кој што во нашата онколошка пракса, морам со гордост да кажам, не се применува, него е многу пофлексибилен и затоа имаме резултати на преживување повеќе од 5 години. Идниот месец ќе сведочат и доктори од Србија, кои по барање на обвинителството проверувале како нивните колеги од Македонија лекувале онколошки пациенти. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Една недела Safe City, изречени 5000 казни, најголем дел за брзо возење. 22.000 возачи биле спасени од дозволеното пречекорување. Претениците утре ќе дојдат на работа пеш. ССМ почнува со блокади со барање за минималец од 600 евра и пониски функционерски плати за 80%. За само една недела камерите на Safe City евидентирале 4991 сообраќаен прекршок, од кои најголем дел се за пребрзо возење. Регистрирани се над 150 минување на црвено, како и исто толку возачи со истечени возачки дозволи. Во истиот период во рамки на дозволеното отстапување биле толерирани над 22.000 возила. Тамара Дичовска. Safe City системот функционира веќе една недела. Камерите покажаа дека најчестиот прекршок кој го прават возачите е токму возењето со брзина над дозволената. Во ова една недела полицијата напишала близу 5000 казни, од кои дури 4674 се казни за оние возачи кои што возеле со брзина над дозволената. Доколку возачите не сакаат да плаќаат казни кои се движат од 15 па се до 500 евра, ќе мора да ги почитуваат новите правила. Во град дозволената брзина е до 56 км на час, додека пак на автопат полицијата ќе толерира ако возите 12 км на час над дозволеното. На црвено поминале 163 возачи, додека пак сообраќајната им била истечена на 154, зашто полицијата ги казнила. Но сепак над 22.000 возачи поминале само со предупредувачка SMS порака од полицијата дека возат над дозволената брзина, но во оние рамки каде полицијата ги толерира, а не ги казнува. За една недела откако функционира Safe City, полицијата одзела дури 41 возило. Од МВР објаснува дека возилата се одземаат по насока на јавен обвинител. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник. Инаку, според новите измени на Кривичниот законник, за безобзирно правување со возило, односно под дејство на алкохол од најмалку 1,5 промили или под дејство на психотропни супстанци, возење во забранет правец или возење со брзина над 70 км на час над дозволената, представува кривично дело за кое е предвиден затвор до 3 години или парична казна. Претходно се третираше како прекршок, сега како кривично дело, според кое МВР автоматски има можност да го одземе возилото, додека пак во судска постапка може и трајно да биде одземено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Превозниците, приватните превозници се жалат дека системот Safe City им создава сериозни проблеми, кои во услови на сообраќаен метаж и без посебни ленти добиваат казни кога не успеваат навреме да поминат на зелено светло. Казните од 250 евра од замањето возачки дозволи според автобуските превозници може да доведат до недостиг на возачи и колапс на јавниот превоз. Бараат поголема толеранција за автобусите и технички решенија кои би овозможиле побрзо и побезбедно движење низ градот. Safe City им донесе проблеми на приватните превозници. Во услови на густ сообраќај и без посебни жолти ленти, автобусите тешко се движат низ градот, а камерите ги казнуваат дури и кога поради должината на возилото не успеваат навреме да поминат на зелено светло. Тоа ги чини 250 евро олеснување на паричникот, но и одземање на возачката дозвола. Голем е сообраќајниот метеж, имаме чекање, многу автобусите не можат да стигнат од точка А до точка Б на времено и
Посебно имаме проблем на сообраќајниците, каде што кога имате, знаете, сообраќајен метеж, семафорот трепка зелено неколку секунди, автобусот е долг, тој додека да помине, значи има проблем, камерата ќе го слика и автоматски ни стигнуваат казни од 250 евра. Предупредуваат дека ако повеќе возачи добијат ваква казна во рок од една седмица, ќе следува колапс на автобускиот јавен превоз. Замислете за една недела 10, 15, 20 возачи да добијат таква казна и таква забрана. Значи ние ќе бидеме принудени да ги паркираме автобусите, затоа што ќе немаме замена, ќе нема кој да ги вози автобусите. Од почетокот на февруари од Кајнив само еден возач заработил казна. Од надлежните бараат автобусите да се вметнат во посебна категорија, каде ќе имаат посебен трак на толеранција. Дополнително, како решение нудат и нивниот GPS да се поврзе со семафорите, за да бидат дел од смарт зелениот бран. Со ова автобусите значително брзо ќе циркулираат низ скопските улици. Градските власти одлучија секој возач на ЈСП на кој ќе му стигне казна дека прекршил некое сообраќајно правило, сам да си ја плати истата. Ова предизвика револт кај дел од вработените. Возачите кои инсистираа на анонимност велат дека овие казни представуваат голем финансиски товар и на онака ниските плати кои ги земаат. Бараат надлежните да изнајдат друго решение. Ние прашавме во ЈСП колку возачи заработиле казни, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија. ССМ утре ќе го блокира собранието. Пратениците на работа ќе мора да одат пеш. Блокадите почнуваат во 9 часот, со барање за минимална плата од 600 евра и намалување на функционерските плати за 80%. Синдикатите најавуваат и нови блокади на Стопанската комора и на владата. Работниците утре ќе протестираат, а пратениците ќе пешачат. Парламентот ќе работи вообичаено и покрај најавените блокади од Сојузот на синдикати. Затворени ќе бидат двете улици, а целта според синдикатите е пратениците да не стигнат со возила, туку да поминат покрај работниците и да ги погледнат во очи. Собранискиот спикер Гаши утринава побарал од координаторите на пратеничките групи да им кажат на пратениците да си најдат начин утре да стигнат на своето работно место без да биде нарушено правото на протест. Направена била координација и со началници на МВР за безбедносна проценка на ситуацијата. Блокадите ќе почнат во 9 часот, околу 1 час порано пред да почнат пратеничките активности. Како што кажа Гаши, на средбата со координаторите не зборувале за барањата на синдикатите. Минимална плата од 600 евра и кратење на функционерските плати за 80%. Пратениците се уште се прават глуви и слепи на иницијативата на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6.000 денари, но пратениците се прават глуви и слепи за последната иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на нивните плати за 80% или да си ја намалат основицата за пресметка на платите од просечна на минимална плата, да дојдат и тие на минималец, па потоа да зборуваат колку е добро со минимална плата да се живее во Македонија, како и да ги намалат нивните коефициенти на сложеност. Премиерот вчера најави дека коефициентите за пресметка на функционерските плати и оваа година ќе се намалуваат, за да не дојде до нагло зголемување од над 200 евра. Предходно Мицкоски рече дека иницијативата на ССМ е неуставна и незаконска. Јавно ги прашуваме како ќе биде уставно и законски да ги намалат процентите, односно коефициентите на сложеност на нивните плати за 9,2%, а да не ги намалат за 80%. Како 9% ќе биде уставно и законски, а 80% е неуставно и незаконски. На утрешниот протест ќе дојдат и членови на УПОС, иако вчера се договорија со владата за етапен раст од 40% на платите на 11.000 вработени во државната управа, судовите и обвинителствата. Утре синдикатот на УПОС се разбира дека ќе биде во првите редови заедно со претседателот Трпе Дејановски и ќе даваат поддршка од една причина. Основна компонента на платите во управата и правосудството е минималната плата. Доколку минималната плата се зголеми за 200 евра, нивните плати ќе се зголемат за 200 евра. Од СДСМ пак велат дека власта ги оставила работниците сами во борба за гол опстанок. Наместо да го прифати предлог законот на СДСМ за минимална плата од 600 евра за сите работници, владата склучи селективен договор кој опфаќа само околу 10.000 административни службеници. При тоа целосно се игнорирани останатите јавни службеници и останатите илјадници работници во приватниот сектор, стои во соопштението на СДСМ. Освен собранието, синдикатите во четврток ќе блокираат Стопанската комора, а следниот вторник ќе протестираат пред владата. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Цените на храната на светските пазари се на најниско ниво од 2023, но кај нас поевтинување засега нема. ФАО бележи пат на цените петти месец поред, најмногу кај млекото, шеќерот и месото, додека домашниот бизнис предупредува дека растот на платите може да донесе нови поскапувања. Цените на храната во светот на најниско ниво од 2023-та, кај нас остануваат непроменети. Организацијата за храна при Обединетите нации објави дека петти месец поред храната поевтинува, а најголем пад во јануари е регистриран кај цените на млекото и млечните производи. Пониски цени ФАО објави кај шеќерот и месото, додека кај житарките има незначителен пораст од 0,2% поени. Поевтинување кај нас нема да има. Можни се повисоки цени поради притисокот за зголемување на платите, велат од бизнисот. Работници нема, платите постојано растат, а со тоа им се зголемуваат трошоците за производство. Притисокот кој што ќе дојде до сите компании, бидејќи овде не се работи само за растот на минималната плата. Тоа е една илузија, а притисокот ќе биде на сите други плати во компаниите. На крај на денот ќе се дојде во сама позиција да компаниите во не може да го издржат притисок за раст на платите, директно и конкретно ќе ги покачат цените. А тоа пак директно ќе алудира на зголемување на процентна инфлација. Колку се зголемени трошоците за живот во јануари, статистиката ќе објави крајот на неделава. Вообичаено инфлацијата се објавува на 7 или 9 во тековниот за претходниот месец, но државната статистика вела дека поради промена на методологијата за пресметка, бројките ќе ги објават подоцна. Токму движењето на инфлацијата е еден од параметрите за законското согласување на минималецот, кој ќе следи во март. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Носи новиот закон за високо образование. Ќе го подобрили квалитетот и ќе ги задоволили очекувањата на студентите. Во тема на денот поранишниот студентски лидер Александар Николовски и претседателот на ФЕЧ Бленди Ходај. Два нови случаи на шуга се регистрирани меѓу професионални војници во касарната во Веле, со што бројката на заразени се искачи на 4. Од армијата информираат дека болеста не потекнува од касарната, туку велат е внесена однадвор. Според епидемиолозите, заразените војници се пратени на домашно лекување, а други лица не се ставени во изолација. Во меѓувреме, состојбата со останатите војници будно се следи и се постапува согласно препораките на епидемиолозите. До сега има 4. Во изолација нема, сите 4 се пратени на домашно лекување. Другите се наоѓаат во единицата и се добри без симптоми. Тоа не е карантинско заболување, потребно е само да биде издвоен болниот и да биде на домашно лекување, само да има посебен кревет, посебно легло. Друга поголема изолација не е потребна. Ги следиме секојдневно останатите слушатели на курсот, секојдневно ги прегледуваме, кој има некои промени, некои симптоми, веднаш се упатуваат и на специјалист на дополнителен преглед, за сега немаме такви. Условите кои што се во армијата, односно во касарната, се сосема задоволителни и се согласно правилото за сместување и ред во армијата. Така да се запазени сите процедури од страна на армијата за сместување на припадниците. Сосема доволни војнички услови за сместување и ред. Повеќе од 3 децении државата конечно добива имотни листови за 7 државни вили на Водно и во Охрид, а започната и постапка за легализација на земјиштето и објектите наследени по распадот на СФРЈ. Државната ревизија утврдила сериозни слабости во евиденцијата, финансиското работење и управувањето со имотот на Созара, вклучително и разлики во залихите и нерегуларности во бифејата. Директорот на Созара тврди дека дел од проблемите се наследени и дека состојбата се подобрува. По повеќе од 30 години Македонија добива имотни листови за 7 државни вили, 3 на Водно и 4 во Охрид. Службата за општи заеднички работи отпочнала постапка и за легализација на земјиштето и објектите по распадот на СФРЈ и заминувањето на JNA кое припаднало на Македонија, како и имотот во соседните земји. Директорот Томовски вели дека делумно се согласува со наводите на државната ревизија која во последниот извештај нотира слабости во проценката и водењето на евиденција за средствата и земјиштето со кои располага службата. Легализацијата за вилите во Водно 1, 2 и премиерската вила, тоа се 1 и 2 преседателска
владска, другата е премиерска, веќе имаат имотен лист со трајно користење на службата за општи заеднички работи, додека на минатата седница на влада помина легализацијата и на Охридските вили, тоа се исто премиерска преседателска и уште две вили кои што се во Свети Стефан. Надевам дека за брзо време ќе го решиме и тој проблем, она што реално го имаме, да го имаме, она што го немаме, барем да знаеме дека не е во наша собственост. Според податоците од ревизијата за 2024 во бифејата на службите не се издавале фискални сметки, а парите не се сливале во државната каса. Томовски вели ваков проблем имало само 2 недели од неговото доаѓање на позицијата, потоа се функционирало, а профитот сега е зголемен за 300%. Во извештајот ревизија констатира и разлика од близу 70.000 евра или прехранбени залики во магазините на владините бифеа што ги има на хартија, но не и во реалноста. Томовски потврдува дека постојат разлики, но детали што се случувало и дали станува збор за злоупотреба, вели нема да споделува бидејќи во моментов БЈБ води постапка. Созара доставила целосна документација до ревизија дека во цело се почитувале постапките и околу возниот парк. Службата располага со 45 нови возила на лизинг, а од 220 стари возила, 104 веќе се расходовани. Ние организираме разни настани, па овие возила ни се потребни околу организација на тие настани, дел се за странски делегации, дел се за наша употреба, курирски служби и слично. На лизинг имаме 45 возила, тоа се оние Шкода Суперб кои што ги возат практично министрите, државната администрација и делегациите кои што ги пречекуваме. Тоа блиндирано возило се користело од 2017 па до ден денеска се користи. Да, доста е старо и можеби треба да се набави ново. Не сме размислувале на таа работа. Томовски смета дека потребна и набавка на нов државен авион со поголем капацитет, бидејќи состојбата со државниот лирџет со кој располагаме е во лоша состојба и поради честите дефекти многу ретко се користи. Иако ревизорите забележале голем број на ангажирани лица преку приватни агенции за вработување, определено време и договор на дело, Созара тврди дека во моментов само 2 лица се привремено ангажирани. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Владата почнува диалог со УНЕСКО на највисоко ниво во обид да го зачува статусот на Охридскиот регион како светско природно и културно наследство. 4 месеци пред новиот извештај, министри и градоначалници од Охрид и Струга во Париз ги презентираат мерките против прекомерната урбанизација и дивоградбите. И покрај дополнителниот рок што го доби државата, ревизорите веќе предупредија дека урбанистичкиот хаос и натаму останува сериозен проблем. Владата почнува диалог со УНЕСКО на највисоко ниво. 4 месеци пред годинешниот извештај на организацијата, министрите Николовски, Муцунски, Љутков и Хоџа, заедно со градоначалниците на Охрид и Струга, ги презентираат активностите со кои државата се бори да го зачува статусот на Охридскиот регион како природно и културно наследство. На агендата се средби со генералниот директор и други високи представници на УНЕСКО. Очекувам овие 2 дена да ги добиеме гледиштата и погледите на одговорните луѓе во оваа значајна меѓународна институција и после тоа сега кога се вратиме дома да работиме на имплементација. Не зборуваме за ставање било кој дел или целиот Охридски регион под било што, зборуваме за една комуникација, диалог кој што го почнуваме. Иначе одлуките УНЕСКО ги носи еднаш годишно, тоа е на годишното собрание кое што обично се случува на крајот на јуни. И ние затоа од сега сакаме да ја фатиме работата, за не се случува као претходни години, да кога ќе дојде извештајот во јуни, тогаш да се санираат одредени работи или да се бараат одредени решенија. Затоа уште во февруари доаѓаме за да имаме време до јуни заеднички да работиме. УНЕСКО минатата година не го стави Охридскиот регион на листата светски наследства во опасност. Наместо тоа и даде рок на државата уште една година да се справи со претераната урбанизација и нелегалните градби. Дека во градот владее целосен урбанистички хаос потврди последниот извештај на државна ревизија за 2024. Општината нема урбанистички планови за 20 населени места. Не се превземаат мерки за отстранување на бесправно изградени објекти, особено во заштитените подрачја. Урбана опрема се поставува без дозволи, платени комунални такси, детектираа ревизорите, додека од општината тврдат дека постапуваат по нивните препораки за надминување на ваквите неправилности. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.